Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука е Билјана Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштија. Добре дојдовте во студио 10. Добро ме најдов, фала ви што ме поканивте. Секогаш сакам да зборувам за сиромаштија. Се разбира, зборуваме за да помогнеме за да го намалиме тој тренд кој за жал не стигнува според некои представници владини прашање дали се зголемува или не се зголемува, но сепак бројките се тие се неумоливи. Имаме, значи, бројки дека од прилика дека 1/4 од населението живее во сиромаштија, секое трето дете во Македонија е сиромашно. Се разбира, има и индикатори кои укажуваат на тоа што е сиромаштија, што се дефинира како сиромаштија, колку средства се тоа. Па еве, генерално како завовјата на разговорот, бројките се тие и мене ми се чини барем дека состојбата не се подобро. Не мрда. Значи, кога зборуваме за сиромаштија, многу е интересно кој чул кога. Чул, недочул, разбрал, недоразбрал и на луѓето кога ќе им кажеме дека речиси половина милион граѓани искусиле сиромаштија во еден момент, не им се верува. И првото прашање од ковидот ли е тоа? Некако се поврзува дека треба да се случи некоја катаклизма за овие бројки да се толкаме, ама во суштина ние ја живееме таа реалност многу години наназад. Процентите мрдаат никогаш цел процент, 0,1, 0,2, 0,3, што е исто како ништо да не се поместило. 22 скоро проценти, 21,8% се луѓето кои што живеат под линијата на сиромаштија. И ако тоа некако во пари изразено, за едно самечко домаќинство, значи ако има еден член, сам човек си живее дома, за да се води под таа линија на сиромаштија, му требаат некаде околу 10.000 денари месечно. За семејство доаѓа некаде околу 25.000. Зошто го кажувам ова? Го кажувам затоа што е многу ригидна таа граница, кој е во сиромаштија, кој не е. И ние најчесто кога зборуваме за сиромаштија, се повикуваме на официјалните податоци за оние што се најдолу, меѓутоа факт е дека постои уште една група на граѓани кои што се во ризик од сиромаштија и многу лесно една криза да им се случи дома, да им не дај Боже да им се поплави стан, да им се расипат апарати, да имаат посериозен здравствен проблем, може лесно да преминат во таа граница, например да останат без работа или нешто слично. И таа бројка доаѓа околу 35%, едно време беше на 40, сега малце го намаливме тој процент, што е алармантно колку многу луѓе во суштина имаат искуство во сиромаштија или се соочуваат со незе, можеби не секој ден, ама тука се некаде. Сега, првата работа која што се поврзува со луѓе во сиромаштија е колку пари им требаат, нели? Во суштина, сиромашните семејства по потреба се еднакви со оние кои што не се во сиромаштија. Количината на основни продукти за едно 4-члено семејство, без разлика на приходот, како потреба е еднакво. И тука е најголемиот проблем, бидејќи во изминативе години ние сите во семејствата, дома, во сопствените потрошувачки кушнички бележиме дека ни требаат повеќе пари да се обслужиме со основните работи. Че не зборувам за луксус, тоа е друга категорија. Зборувам за една живеачка на која што сме биле научени, дека сиренце треба да има на маса, некој сувомесен производ, да не се пребарува најефтиниот омекнувач за лишта, туку се одбира по мирис омекнувачот за лишта. Сега веќе тоа нема. Граѓаните со парите кои што сега ги имаат, остануваат на леп, макарони, јајца, сирење е посебна прилика, кашкавал се исклучува целосно, што никако не зборува за еден нели квалитетен живот. И сега тоа околу мерките за сиромаштија, некогаш се перцепции во прашање, кој е сиромашен, кој не е сиромашен. Да. Меѓутоа статистички си има методологии нели по кои што си точно се утврдува каде е тој праг на сиромаштија. Токму тоа сакам да ве прашам, еве со тие перцепции, тоа е интересно како феномен, тоа е можеби и психолошко прашање, не е само како статистика, како бројки, бидејќи како што вие велите, мислам дека луѓето, бидејќи тука постои една доза на стигматизација, не сакаат ни да се перцепираат себе си како сиромашни, некои можеби не се ни свесни дека живеат под тој праг на сиромаштија, бидејќи едноставно тоа им е секојдневно живење. Тие се
навикнати дека немаат да платат сметки, дека мораат да купуваат многу ефтина храна, дека немаат да купат поскапа облека, веќе тоа е и други категории. Вие ги спомнавте и хигиенските производи и така натаму, и козметика. Луѓето не се можеби свесни некогаш дека живеат по тој праг на сиромаштие, бидејќи тоа им е секојдневие. И не сакаат ниту да се перцепираат како такви, баш поради предрасудите кои постојат. Апсолутно, значи дискриминацијата, стигмата и сиромаштијата се браќа, сестри, значи едно семејство. И во суштина е многу погрешно кога ние како наратив употребуваме за луѓето дека се сиромашни. Во суштина тие искусуваат една состојба во која што се наоѓаат во моментот, може да биде предизвикана од различни причини и во светски рамки, особено еве ја следам европската политика, наративот сиромашен граѓанин не постои, бидејќи сиромаштијата е феномен, така, тоа се луѓе кои што имаат искуство со живот во сиромаштија, во смисла на ограничени приходи, ограничени услуги, ограничени можности и така натаму, што велите вие се навикнале да живеат во еден животен стил, не се навикнале, едноставно толку им е можност да го прифатиле дека е тоа така. И затоа граѓанските организации, кога јас велам сакам да зборувам за сиромаштие, имаат улогата на мобилизатори во заедницата, до оние кои што ја чувствуваат стигмата заради состојбата во која што се наоѓаат, да не тоа го прилепуваат на сопствената неспособност, сопствената неможност, едноставно, нели, да се само исклучат, да се само обвинат, туку напротив, решавањето на сиромаштијата во секоја држава е секогаш политичка одлука и таа зависи од контекстот во кој што се наоѓаме, и затоа сиромаштијата тука во Африка не е еднакво, можеби ние да споредуваме бројки во смисла на приходи, меѓутоа генералниот контекст не е еднаков и во една од дефинициите за сиромаштијата е токму тоа. Значи, за сиромашни се луѓето кои што отстапуваат од редовно прифатениот начин на живот. Значи, тоа и нашиот завод за статистика и европската статистика го земаат во предвид. Прашањето околу ковидот исто така, кој што најчесто го добивав е како преживуваат сиромашните сега во оваа екстремна ситуација. Во суштина, тие живеа исто како предходно. Тие што се во системот за социјална помош ги земаа истите пари како предходно, тие не беа вработени, не изгубија работа. Количината на храна со парите е таа. Во суштина единствен трошок кој што го има дополнително беа ако имаше тестови, нели, потребни или хигиенски производи. Ковидот донесе нови сиромашни, оние кои што ги изгубија работите во тоа време, оние кои што приходот им се намали, значи им се скуси нешто од редовното живење и тогаш во суштина дел од населението исперцепира што на вистина значи да се биде сиромаштен. Иако денеска, ако прашам, вако покажам 7 слики на граѓани кои што се горе-доле слични, доколку нема нели некои екстремни физички разлики, веројатно ќе биде посочен за сиромашен оној кој што ќе има најлоша гардероба. Или ќе биде неисчешлан, или ќе биде валкан. Тоа е поради генерализациите, нели? Бидејќи така се генерализира. И сега многу често, да речеме, граѓани ве гледаат, овие ништо што не работат, се им дава државата, лежат, парите ни ги зимаат, демек сега овие се криви, нели, што западнале во сиромаштија, и подобро се од мене облечени, се наредиле таму социјална помош да чекаат. Значи, тоа се едни стереотипи кои што постојано ги слушаме и не е ни чудо што никој не сака да се каже, нели, дека е во состојба на сиромаштија. А доколку се појави, например, еве да речеме Марк Цукерберг, кој секогаш носи иста мајца, иста мајчка и фармерки вака и некој фризурче најобично, и ако не го знаат, веројатно би помислеле дека е сиромашен, се работи за најбогатиот човек на планетата, значи зборуваме за предрасуди, генерализации, води кон таков начин на размислување. Сега, тоа прави дополнителна стигма и терет кога се обидуваат политиките да им понудат исчекор напред на овие луѓе. Ако вие сте биле десетина години под исто во секој ден, дека некој ве обвинува, дека некој ве гледа, нели, со други очи, дека вие веќе имате етикета дека сте сиромашен, очекувањето е дека утре ќе ви најдеме работа и од утре вие станувате почитуван член на општеството. Не бива тоа така, значи не невозможно е, бидејќи тука менталното здравје, физичката способност, работните навици, се оди во една друга насока. Кругот на пријатели, мрежата на контакти
И затоа не е толку лесно да се зборува за намалување на сиромаштија и нема еднакво, еве социјалнава помош сега ја качивме, еве уште сиромаштијата стои на исто ниво. Да, заради тоа што намалувањето на сиромаштијата е сет од мерки, вредности, услуги, поддршки, активации, значи има чуда што се случуваат во различни сегменти, не е тоа еднакво на социјалната заштита. Еве, згрижени сте во системот или сте дел од системот за социјална заштита. И сега е многу актуелно во однос на, повторно ќе се вратам на облеката, затоа што тоа ми е најактуелно. Вели, таму со тие марки ми шетаат, јас не сум видела таква марка. Донациите, кои што во изминатиот период беа многу актуелни, донесоа еден куп алишта со марки за луѓето во сиромаштија. Продавниците за second hand, за втора рака облеки, исто така продаваат марки за ичпари. Мораме да научиме да гледаме малку подалеку од првата слика за луѓето и мораме да научиме да им дадеме шанса да ги покажат способностите кои што ги имаат, наместо тоа што ние сме замислили дека тие се штета во општеството. Значи, да не ја гледаме само на дворечноста и тоа во било кој случај, како што вие посочите, без разлика дали некој носи марка или е па облечен за некого, за нешто што ние перцепираме дека е сиромашно, да речеме. Значи, во секој случај. Тоа е интересно ова што го кажавте. Сакам да ја прашам за една друга перцепција која постои кај луѓето, гледам многу често го слушам тоа. Велат, ма какви, каде сме ние сиромашни, па видите моловите се пуни, се купува, се патува, па секој викенд границата кон Грција е пребукирана, одмори, само се троши, само гледаме на Facebook кој каде оди. Велат, не е точно дека луѓето немаат пари, еве гледаме дека трошат ко луди, што се вели. Има и една друга, кој има, кој нема. И има и трета, дека нели богат на сиромав не верува. Тука треба една голема детална анализа. Значи, јас конкретно сум ги анализирам моловите, сум ги анализирала, зошто се преполни. Продавниците во моловите се празни, ама ходниците се преполни. Зимно време има ладење и се пријатни за шетање. Некогаш тоа е мерка да се заштеди, некогаш е мерка да се излезе од дома. Летно време, зимно време се топли моловите. Може да видите луѓе кои што седат и само си ги гледаат мобилните, тоа значи дека користат бесплатен интернет. Значи, моловите имаат и друга функција, не се само шопинг места. Ние тоа се уште го немаме препознаено. Меѓутоа, има многу сегменти како општеството има видливи или невидливи врски и како ги поврзува сите овие работи. И затоа, кога се екстремни зими, во светот слушаме примери дека моловите ги отвориле вратите да ги згрижат бездомните лица. Значи, има поврзаност во однос на потрошувачката. Исто така почнав, еве уште еднаш да повторам, желбите и потребите на граѓаните сиромашни или оние во ризик од сиромаштија се еднакви со луѓето кои што имаат доволно приход да си ги задоволат потребите. Значи, потребата да се испие кафе со пријатели е еден од индикаторите на лајкен листата по која што се мери дали некој човек е материјално депривиран или не депривиран. Значи, она што, како викам, има пари, ама зашто има пари. Значи, тие беа едно време 9, па се стана 14, се менува постојано бројката, во моментов не знам да ви кажам колку е точно, меѓутоа таму вели еден човек е материјално депривиран, значи нема доволно пари да задоволи се, има пари, има приход, ама не може се да постигне, ако 4 од тие 9 индикатори, така беше дефинирано, не може да ги задоволи. Се во тие индикатори малце ги проширија во последно време, воведоа да се има интернет дома, воведоа да се може еднаш во месецот да се излезе на вечера со пријатели, со семејство, воведоа социјализација во кафич, надвор од дома, спортски активности и така натаму. Претходно беше да се има 2 пара солидни чевли, едните кои што не пропуштаат вода, да се има можност да се смени мебел и гардероба во домот. Ако соберете, едно по едно, можеби секој од нас на секојдневно ниво го искусува, меѓутоа има многу луѓе кои што навистина си дозволуваат по нешто од овие работи од време на време, меѓутоа се навистина сериозно материјално депривирани и сиромаштијата во суштина не значи дека вие седите дома заклучени под клуч, таа значи дека барате вие начини како да го задоволите, да задоволите потребата на
како човек, значи да бидете социјално битие, да излезете да се дружите, да имате шанса да комуницирате, да седнете во кафуле, да рекреирате или било како. И сериозен проблем и сериозна грешка е што ги обвинуваме луѓето кои што успеале да се снајдат, да си дозволат некоја од задоволствата. Да. Дека еве они како трошат, се луксузираат така во тој смисол. Па во смисол дека сиромавиот треба да има пари за леп и толку. И јајца. И за маргарин. И толку. И да ќути таму и да биде сиромав. Да, па тоа е во однос. Вие спомнавте пред малку ја спомнавте и ковид пандемијата, за тоа дека ви го упатувале тоа прашање многу често. Имаме ли некаква статистика не само за ковид, за енергетската, за економската криза, бидејќи некако сето тоа се налепи едно на друго, проследено со војната во Украина, сето тоа продуцираше разни типови на кризи, проследено со мерки. Имаме ли некакви индикатори дали е зголемена сиромаштијата во сите овие години? Значи, дали ние како организација која што е мрежа од граѓански организации, имаме редовна комуникација со нашите организации кои што теренски комуницираат со граѓаните и најчесто им помагаат во остварување на социјалните права, здравствените права и така натаму. И наративно, значи, во текст, во контекст, состојбата се влошува и секој од ризиците носи големен проблем во семејствата. Ковидот донесе многу луѓе кои што налепија хронични болести или им починаа луѓе во семејствата кои што носеа приход, значи се намали приходната ставка. Економската криза дополни трошење на повеќе пари за реагенси, што значеше компензација во другите основни производи. Економската криза значи, налепена на овие две претходни, донесе откажување од сите неосновни работи. Тука вообичаено цитирам една господја која што не е примател на социјална помош, не е во најсиромашната категорија, туку во оние од ризик од сиромаштија, која што вели: јас сум имала пари да си одам секоја недела на фризер. Сега одам еднаш на 2 месеци. Значи, во делот на задоволството, го намалува, и се намалува можност. Во однос на официјални бројки и статистики, нашава држава е позната по тоа што има многу бројки. Насекаде, никакви статистики, никакви анкети, никакви анализи се појавуваат, меѓутоа не може да најдете сублимирано што на што му влијае и кон што води и што треба да направиме за да подобриме ситуацијата. Конкретно, во делот на сиромаштија, последните бројки ни се 2020 година, тоа се бројките кои што ви кажав преска, ние од тогаш до сега немаме увид официјален што се случува за да знаеме дали политиката на владата која вели се намали невработеноста, се зголеми човековиот капитал, се зголеми социјалната помош, дадовме субвенции за поддршка, антикризни мерки и така натаму, ние не знаеме дали таа влие или не влие. Не можеме ниту да проектираме политики. Апсолутно. Значи, политиките може да ги проектираме парцијално и така се прави. Значи, Министерството за труд и социјална политика во обемот на сопствената работа си ги следи индикаторите, они се задолжени за број на приматели на социјални бенефиции, гарантирана минимална помош, детски додаток, образовен додаток, не знам што, социјална пензија, и тие следат, дали бројкава се зголемила или се намалила, потоа толкувањата малку изостануваат зошто се зголемила или се намалила бројката, меѓутоа ние не знаеме како оваа бројка и дали влијае на бројката на вкупниот процент на сиромашни граѓани во државата. Тука имаме дупка и во политики, и во бројки, и во статистика, во се имаме дупка. Последната стратегија за намалување на сиромаштијата истече 2020 година. Еве сме 2024. Немаме стратешки документ, немаме документ кој што ќе ни каже се обврзавме спрема целите за одржлив развој до 2025 да донесеме на 16% вкупната сиромаштија. Ние немаме документ кој што вика овој чекор ќе го преземеме за да стигнеме до таму. После ковидот имаше ревизија, се намали очекувањето, треба да стигнеме некаде околу 20%, значи треба да се намалиме за 2% до 25%, меѓутоа повторно отсуствува како ќе го направиме тоа. Сега сите надежи се во Националната стратегија за развој,
кое што деновиве нели се промовираше со конституција на Национален совет кој што ќе биде задолжен за низина имплементација, ама тоа повторно ќе значи дека ние сега имаме само една проекција, дека сакаме држава без сиромаштија, со добар човеков капитал, со здрава животна средина. Сега треба да се направат чекорите како ќе се направи тоа по акцијски план и по ингеренции во министерствата. Јас лично не верувам дека тоа ќе се случи брзо и дека ќе се случи како што ние граѓанските активисти бараме, со вклучување на засегнатите граѓани при обликувањето на политиките. Веројатно повторно ќе биде некоја политика на ниво на институции која што ќе рефлектира бројки и пари. Нашата мото како платформа е дека сиромашните граѓани се повеќе од статистика и не се само бројка. Да, значи, отприлика вака преведено, сакаме да станеме Шведска, но не знаеме како и кога. Или некој не ни кажува, некој знае како, ама не ни кажува. Кога зборувате за Државниот завод за статистика, последните податоци, како што и вие исто така велите од 2020 година. Сега, ја најдов една анализа, зошто не се објавуваат тие податоци? Мислам, не е анализа, туку повеќе се како прашања, интересни се. Вели, дали намерно не се објавува, поради политички притисок, за да не се потврди и статистика дека сме посиромашни, дали може би е тоа, дали е, вели, како е можно владата и ресорните министри да носат антикризни мерки ако немаат валидни податоци, тоа и вие отприлика го кажавте. Истото, значи, економистите бараат таргетирани мерки, помошта да биде намената за најранливите. Дали без објавување на лајкинскиот индикатор постои опасност поради мерки кои не се засновани на прецизни податоци да се одлеат повеќе или помалку пари за тие мерки, значи да не се донесат валидни и реални мерки. Значи ова се прашањата кои произликуваат од нешто што навидом изгледа прилично на некого можеби неважно или наивно, но сепак се работи за многу сериозен проблем. Оно што мене ме загрижува, што во целата ситуација нашата академија, стручните лица, професорите, науката, ги немаме на да притиснат, да истолкуваат, па дури да речеме и да моделираат предлози, проекции и така натаму. Значи, Заводот за статистика си има свој систем на работа, собствена методологија, тие се врзани со Евростат и така натаму, и јас не би сега зборувала нели за тоа колку се они стручни или нестручни да го работат, тоа дали кријат податоци или не кријат. Она што мене ме загрижува е го делам истата загрижена со вас е како се употребуваат тие податоци. Значи не е доволно да констатираме дека имаме толку и толку сиромашти. Многу е поважно кој е сетот на мерки кои што ќе го примениме, да ги тие луѓе тргнеме од таа категорија да ги пренесеме буквално во секторот на пазар. Значи да не бидат веќе во делот на социјална заштита, туку да бидат на делот на пазар. И тука некаде законот за социјална заштита 2019 година требаше да го донесе тоа, значи понуди еден сет од зголемен обем на пари во семејствата, значи гарантираната минимална помош е повисока од она социјална помош која што беше претходно. Меѓутоа, се дополни со сет на социјални услуги во семејствата, кои што во тој момент не беа возможни и не постоеа. И трето, идејата беше да овие граѓани не останат во системот на социјална заштита долго. Туку, овие пари кои што ги добиваат да бидат само една иницијална каписла, да тие да не се откажат од барање работа и од само исклучување, туку да им се понуди активација која што ќе значи нивно вработување, бидејќи платите се секогаш повисоки од социјалната помош. Не гледам тука како податоците од Завод за статистика нели се зголемуваат или намалуваат наспроти мерките кои што беа превземени во изминатиот период. И тука е мојата загриженост, дали политиките кои што ги водиме парцијално се надоградуваат една на друга и прават генерален успех, или тие само парцијално влијаат на проблемот, меѓутоа не ја надминуваат таа граница и не намалуваат во генерален процент. Загриженоста ми е заради тоа што
во изминативе години сиромаштијата не паѓа, од 2019 до сега имаше мал пат, па фатија сега нели овие сите кризи. Очекувано беше, како што се случи во другите земји, дека сиромаштијата ќе порасне. Значи тоа не е срамота, не е тоа нешто страшно, во вакви екстремни услови, навистина се очекуваше такво нешто. Меѓутоа страшно е што ние сме оставени во една ситуација да претпоставуваме што се случува и да не знаеме како да си помогнеме сами на себе. Буквално. Инфлацијата здиве во еден момент. Значи имавме едни драматични случувања во однос на инфлацијата. И сега ние веројатно тоа ќе го видиме 26-та. Кој ќе ги објави статистика податоците што се случувало во 24-та. Па сега владата вака во однос на мерките, значи од оние освен антикризните пакети кои се адхок решенија, нели, кои се носеа за време на кризата, имаме и системски, како што е зголемување на социјалната помош, на воведување на социјална пензија, има и на други бенефиции за ranливи категории кои Министерство за труд и социјална политика ги донесе, но сепак како што и вие детектирате, според оно што го гледаме, немаме пат на сиромаштија. Дали можеби е тоа поради ова што збориме? Ако ние немаме вистински и реални податоци, ние како можеме да ги проектираме мерките и очигледно дека мерките не носат некој значителен резултат, иако на хартија се зголеми. Ако ви имате семејство кое што во моментов ви се приматели на гарантирана минимална помош, основицата е некаде околу 5000. Семејството собира, значи, вкупно додатоци едно, друго, трето и доаѓа на некоја сума. Таа сума е пониска од платата која што би ја остварувала семејството. Сега, проблемот е што кога вие ќе му дадете ваква парична помош, семејството го троши за надополнување на основните производи кои што му фалат секој ден. Вие не го излекувате од сиромаштија. Вие само помагате да си го поправи малку здравието, бидејќи не се јаде еднаш дневно секој ден. Значи ти си дозволи да јаде 2 пати месецов кога има покачување, ма тоа не го решава проблемот, особено не ако помошта трае 6 месеци. После 6 месеци вие семејството повторно сте го вратиле во позиција како што било пред 6 месеци. Од друга страна, ако вие немате механизми и цело време констатирате дека имаме сива економија, дека неформалната економија цвета, дека имаме нерегистрирани пари ваму таму, значи имате дека корупција си владе, значи вие имате друг тип на работи кои што во контекстот на сиромаштија нити ги споменуваме, нити ги гледаме и велиме не се ни важни, нели ние сме се фатиле за социјалната помош и за платите. Ако сите овие вие не ги видите, а семејството нели си работи, си дополнува приход и така натаму, тоа семејство вас за секогаш ќе ви остане во процентот на сиромаштија. Им ќе му давате гарантирана минимална помош, им не може да го контролирате, им ќе ви биде секогаш во процентот на сиромаштија. Од друга страна, активацијата која што се нудеше беше имаме социјален работник во Центарот за социјална работа, кој што е задолжен за семејството, анализира, проценува, тој што е најбрзо, најлесно вработлив, го носи на пазар на труд и вие го следите. Значи, прво му овозможувате да влезе, секако нема да има највисока плата, ама ќе биде таа плата повисока од социјалната помош. Не му ги кинете веднаш детскиот додаток и така натаму, него го држите во систем додека не го зајакнете. Тој што ќе си зајакне со парички, веќе тешко дека ако не му се случи некоја не дај Боже криза, ќе се врати назад на социјална помош. Тие што се на социјална помош се оние кои што немаат никаква статус и тоа им е единствената работа за која што може да се закачат. Затоа социјалната помош и сиромаштијата не треба да бидат наеднакво. Туку треба да се гледаат како поврзани циклуси. И не е доволно интервенција само во социјална помош, ако не ги извлекуваме луѓето ние од таа состојба на позиција да бидат ментално, физички здрави, спремни и активни, да остваруваат повисок приход, ние секогаш ќе имаме една група на граѓани кои што не се во можност, нели во својот целосен капацитет да функционираат и за нив треба да имаме максимална поддршка, и такви кои што заради X причини нема да умеат да се снајдат и за нив треба да гарантираме еден достоинствен живот. И сега вака во категоризации ние имаме во овие 22%, веројатно, според пописот гледано, имаме една огромна бројка на луѓе со незавршено основно и средно образование
и со несоодветни вештини за побарувачката на сегашниот пазар на труд. Ама тоа не е изговор дека не може нели да се надмене, туку треба сериозно да се посвети внимание што ќе правиме со овие луѓе. Да, има чат-пат некој проектче, се даваат некои пари агенција за вработување некоја обука, се стимулира, а меѓутоа тоа не е на ниво на систем, туку е на ниво на интервенции. Да, да. Во однос на потрошувачката кошничка, таму има еден интересен момент. Таа според последните податоци е некаде околу 49.000 денари. Имаше еден момент кога излезе една група на експерти, што ретко се случува, ти излегува и кажа дека пресметувањето на потрошувачката кошничка е нереално и дека таа е далеко поголема во реалноста отколку таа што ја пресметува Државниот завод за статистика. И тие велат дека и тоа треба да се ревидира, се разбира, не се случи тоа. Значи, дури и овие 49.000 денари, кои нас не изгледаат многу, 50.000 денари, тие велат дека во реалноста и тоа е поголемо. Повеќе пари треба да се преживее, зборуваме за основни потреби, отколку тие 50.000 денари. Така би дошле до уште полош индикатор. Тие се овие во ризик од сиромаштија, кои што не се под линијата, значи веќе имаат некаков приход, ги евидентира системот, меѓутоа нема доволно. Нашите фокус групи со граѓаните, искрени разговори, велат дека без 60 и некоја илјада, 60 до 70.000, зависно колку се возрастни децата, не се проаѓа месецот. Толку беше отпрлика и пресметката на експертите. Со тоа што тука не се плаќа закуп. Веќе во Скопје има многу семејства кои што плаќаат закуп и тука веќе дополнително се стеснува. Точно така, еве, значи тие експертите на тоа и посочија дека во овие 49.000 денари, например, не влегуваат телефонски сметки, интернет, кабловска, некои работи кои се сосема вообичаени за секое семејство, закупи, некои други трошоци кои воопшто не се пресметуваат, како да не постојат. Тоа е што го зборував на почетокот, кај нас се уште не може да сватиме дека пак по дефиниција, доколку сакате да зборувате за граѓани кои што не се во сиромаштија, ви мора да им овозможите економски, социјални и културни права исполнети. Кој е културно и социјално право исполнето ако вие немате можност да излезете од дома? Да. Значи не е животот само јадење и гледање вести. Има повеќе од тоа. За крај би ве прашал нешто што вие и самата посочевте кога прашавте каде се академиците, каде се професорите да зборуваат за ова за што се стручни. Гледаме дека, например, еве академиците да ги земеме како највисока инстанца кај нас, интелектуална, се произнесуваат кога се зборува за некои политички прашања, за некои национални прашања, тогаш веднаш се онака жестоки, но не зборуваат за ова како да не им е важно, а всушност ова е секојдневието. Поради ова луѓето се иселуваат, поради тоа државата едноставно стагнира по многу основи, но воопшто не го третираат тоа како важно прашање. Тоа се наметнува како тренд. И сега, ако ги анализирате економските политики, мислам, документите стратешки на државата во различни полиња, еве почнувајќи од програмата за реформи економски, не знам, сет документи, секаде ќе видите дека стратешки приоритет на оваа влада беше да се подобри економската ситуација. Значи, фокусот беше ставен на економијата. Не беше ставен фокусот на намалување на сиромаштија. И ако е така, тогаш трендот за дискусија во економските политики, и јас знам дека се случија многу дебати во разли форуми од различни експерти, нели? Данокот, фискалната политика, економските реформи, економската помош и поддршка, меѓутоа никогаш не се спомена сиромаштијата, заради тоа што сиромаштијата и незиното намалување не ни е нам стратешки приоритет како држава. Беше актуелен периодот кога се менуваше Законот за социјална заштита, најмногу во делот на реформите во социјалната заштита. Какви реформи ни се потребни на тој систем? Меѓутоа, тој систем е само еден сегмент во намалување на сиромаштија. Во еден период детската сиромаштија беше многу актуелна, во еден период беше актуелна политиката за трето дете. Меѓутоа, никогаш не ги споивме тие тркалца за да видиме како тоа
Ево сегментот за намалување на сиромаштие. Вие во влада немате советник за намалување на сиромаштие. Немате во министерствата некој кој што е задолжен за намалување на сиромаштие. Тоа е тема која што се провлекува, како е модерно крос-катинг, ама не е фокус. Фокусот се помести од ова што јас го зборувам кон градење на човеков капитал, кон зајакнување на системска отпорност, кон зајакнување на системите за поддршка. Тоа се трендови кои што се случуваат. Да. Добро, Дуковска, да се надеваме дека од ова се што зборувавме некои 50 на минути, барем нешто ќе се имплементира, се разбира, да помогнеме, па овој негативен тренд барем да се сопре. Ова се процеси кои што понекогаш траат и по 100 години, кај нас траат многу интензивно долго време и затоа веќе е дојдено време да гласно се застапуваме за подобри политики, инаку тековно ова не е работа која што се решава денес за утре. Да, ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу. И со ова гостување на Билјана Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштија го завршуваме ова студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.